Сега продолжуваме со нашата утринска тема, со која што навистина ќе ни биде задоволство да најавиме нешто кое што не очекува традиционално или јубилејно оваа година. Венин Крушево, види го Македониумот колку интересно осликан. Да, за овогодинешната издание на фестивалот. Да. Ова од годинава така ги имате веќе дизајните? Ова е ланското, добро. Да, годинава треба веќе да бидат веќе се напечатени. Напечатање? Така што ги очекуваме во секој момент. Така што ќе бидеме репрезенти добри. Ти благодариме секако за и овој примерок. Мислам дека со Ивана ќе се сложиме дека популаризацијата последниве или пак вие особено можеби нели родом од Крушево ќе кажете дека последниве години е мамка за туристите. Ајде параглайдингот измерството ќе го ставиме на стручен тука во студио што ни го носиш, Петар, кој што долги години практично ако се влезе на неговите социјални мрежи ќе видите човек кој што вистински и со огромна пасија го е некако во симбиоза со параглайдингот. Меѓутоа ова е мислам дека е еден од оние фестивалски моменти денови каде што вистина се популаризира Крушево на вистински начин. Пред можеби не повеќе од една година имавме гости со говорници кога говоревме баш за велосипедизмот и на каков начин се позиционира Крушево благодарение можеби на една платформа која што ги избира најубавите зелени дестинации. Крушево ја доби всушност таа титула да биде една од најзелените дестинации. Меѓутоа се повеќе можеме да слушаме дека сакаме да го посетиме на високиот град во Македонија. Добре ни дојавте Венин Крушево, кога во Крушево стартува од 3 до 5 јули практично за 2 седмици веќе од сега. Димитар Ангелковски и Петар Дамчевски, да ги представиме нашите гости на гледачите во студиото со кој што зборуваме за овогодинешната организација за фестивалот кој што верувам многу мина го очекуваат со нетрпение. Така, ви благодариме на поканата околу темата на популаризацијата на Крушево. Венин Крушево мислам дека како фестивал ја прави најголемата популарност на нашиот град, бидејќи во нашиот фестивал се вклучени, можам да кажам, скоро сите можни активности кои што можат да ги искусат во Крушево. И мислам дека ова година, бидејќи ни е јубилеј, имаме и еден генерален спонзор кој што ни помогна да направиме уште поголема промоција на Крушево. Припознавање на идејата, јас верувам дека тоа. Иако пред некоја година кога ти велиш нели дали ќе можам да продолжам бидејќи бара многу голема логистика, одржување, сепак имате велосипедизам, јавање коњи, камперски дел, параглайдингот, забавен дел. Што се не, значи бара тоа сериозно нели месеци во прашање се за подготовка. Ама мислам дека овие комерцијални препознавања се поддршка и за Крушево да стане вистина одржлив град за туризмот. Тоа бидејќи ние ова го правиме навистина од љубов за нашиот град и толку искрено што мислам дека и сите останати го препознаваат нашиот ентузијазам за фестивалот Венин Крушево. И како што кажав, ова година имаме навистина голема кампања со крушевски приказни, каде што се вклучени, да кажем, и крушевските занаидчи, крушевските уметници. Имаме едно промотивно видео кое што сега наскоро ќе биде во етер и така да верувам дека Крушево го добива барем таа популарност во најмала рака доволно од наша страна. Значи не само што го одржува, туку и го задржува правото да се каже една од најзелените дестинации во Македонија, регионот и во Европа, да. Има по куриозитет и по многу работи Крушево. Во моментот додека ние говориме, вие ќе имате прилика да ги уживате овие илустрации. Некој пат ќе кажеме град на Илинден, на Тошен, но сепак овие тивки калдрми и бескрајното небо на некој начин, особено велиме како турист или посетител, така се чувствува секој град покрај овие активности. Така што верувам дека секој еден ќе си најде можеби од програмата која што ќе следи од 3 до 5 јули. Повели. Да, тоа е идејата, да на Венин Крушево ги искусат сите активности, сите можности кои Крушево ги нуди и баш нашата идеја да можат да учествуваат на фестивалот од 7 до 77, каде што за секој има некаква активност. Не знам дали, просто Ивана, дали не знаат гледачите, во една прилика немаш готвено во студиото, во некој минати издание на оброкот на денот, треба во програмата и агендата да се воведе готвиме со таки и да го направиш и тоа гастрономско уживање покрај сите работи кои што ги имате во програма и тоа да го донесете. Да, и иначе имаме и
дегустација на крушевска локална храна на фестивалот, каде што се вклучени голем број на крушевски жени кои што имаат некои традиционални рецепти што од времето ги имаат зачувано и нормално и тоа искуство го имаат на нашиот фестивал. Да, има настани и за гурмани, може комотно да дојде некој што. Така е, да, она кое што ќе го надополниме е дека за да има една убава целина или кога велиме цело е кога има се, токму затоа е и тој сите тие делови кои ги привлекуваат како нашите домашни, нели, туристи или оние домашни граѓани и крушевчани и од останатите градови, и странските туристи кои што доаѓаат од надвор. Има за секого по нешто велиме, особено за оние кои што го сакаат адреналинот, забавата и токму тоа кој е составен дел од програмата. Кога зборуваме за адреналин, често параглайдингот го спојуваме со адреналинот и со Крушево и со Венин Крушево како дел од тие активности така натака, бидејќи го имаме Петар, кој што може од прва рака да ни каже токму за искуството со параглайдинг, за сите оние можеби прашања кои што секој од нас знае да си ги постави кога ќе види параглайдерист, кога ќе слушнеме дека да доаѓаат туристи од други држави кои што сакаат да прават параглайдинг кај нас, но и нели од тие ризици кои што постојат, кои истовремено предизвикуваат страв. Што значи, Петар, за тебе параглайдингот и еве малку повеќе запознавање за тоа колку веќе време си со параглайдинг? Параглайдингот е едно адреналинско хоби кој што го практикувам јас повеќе од 7-8 години. Крушево како еден од светските центри за параглайдинг нуди многу добри, меѓутоа пред се и безбедни услови за самото нешто. Со поддршка на локалните пилоти, луѓе кои што се занимаваат многу подолго од мене, ние доста напреднуваме во тој адреналински спорт. И со самиот фестивал сакаме ние да го доближиме до обичните луѓе, да искусат такво чувство. Некој можеби ќе се пронајде како мене во самото тоа и А некој ќе се инхибира. некој ќе се инхибира, ќе престани, меѓутоа Јас и ти против нив 20 да ги натераме, а и многу луѓе сигурно ќе се препознаат. Ќе пробаме. Шега на страна, сепак станува збор за прилично интересен и интензивен спорт. Носи одредени ризици, меѓутоа Така. доколку се почитуваат временските услови, доколку се почитуваат безбедносните препораки, е можеби побезбеден од возење на коли. Да. Се сеќаваш на првиот лет и во кој момент стравот се претвори во љубов и знаеше дека тоа ќе биде всушност еден животен пат за Нормално Петар? да се сеќавам на првиот лет. Тоа беше тандем лет со мој инструктор Игор, кој што до ден денеска ми помага во сите тие напредувања во параглайдингот. Беше незаборавно искуство, над Крушево, го гледаш свениот роден град од горе, уживаш нешто што не замислуваш дека можеш да го доживееш во тој момент. Да. И од тогаш веќе ти влегува чивијата. Од тогаш веќе не можеш да се отарасиш од тоа. Така, веројатно кога ќе се проба прв пат и кога ќе се доживее тоа чувство, претпоставувам дека ќе го споделат и оние кои меѓу другото го доживеале, понатаму се добива се повеќе желбата да се лета со параглайдер. Оние кои доаѓаат на Венин Крушево и кои биле дел од именатите изданија, имаат, претпоставувам, желба да пробаат не само параглайдинг, туку и други активности кои што се дел од програмата. Да подсетиме, еве, дали постојат, да кажеме, одредени, па на некој начин, да речеме, критериуми за тоа кој што може да прави во однос на подготвеност, колку е безбедно тој аспект, бидејќи сепак има активности кои што се, нели, да, прилично авантуристички, а претпоставувам дека исто така има и доволно заинтересирани за да го прават тоа. Каква е организацијата во тој поглед? Веројатно со искуство веќе 10 години. Доколку психофизички учесниците се здрави, апсолутно нема никаква пречка да не учествуваат во дел од наведените активности. Петар ни е и доктор. Петар е доктор по вокација, што е интересно, ама еве, ова е едно... Тотално стручен околу тоа. Да. Доколку нема некакви хронични заболувања, апсолутно не е никаков проблем да учествуваат на било што од фестивалот. Да, особено, Петар, претпоставам дека чувството е восхитувачко кога ќе погледнете некој пат пилоти од Франција, Германија, Британија и Чешка како доаѓаат можеби нели во Крушево со воскит, конкретно и нели изминативе години туристи кои што го посетуваат за параглайдингот, додека многу македонци се уште не знаат дека живееме покрај една од најценетите параглайдинг дестинации во светот. Затоа говориме дека Крушево вистина популаризира токму оваа спортска манифестација како параглайдинг и змејарството и мислам дека сме
сведоци на изминатите години дека и одржувавме светски првенства на европски. Не се само пилоти од Европа, значи доаѓаат пилоти и од други континенти. Не, само ги набројав така неколку Да. земји. Апсолутно не. Меѓутоа во Македонија сепак е малку популаризирано самото тоа. На ниво на Македонија сме можеби 100 пилоти, кој повеќе, кој помалку активно се занимаваме со тоа. Меѓутоа стално има простор за зголемување на таа бројка. Колку повеќе, толку позабавно. Кое е правилото во параглайдингот, Петар? Веројатно треба правило дека егото е опасно и во случајот треба да се биде Како во секој понизен, спорт. нели, како и во секој спорт, меѓутоа понизноста спасува живот. Колку можеби да речеме оваа филозофија ја имаш и ти ја практикуваш во секојдневниот живот, егото настрана, Секако дека мора да ја практикуваш. Тие што ја почитуваат таа филозофија се останати тука со нас. да. Да, за да можеш да се чувствуваш безбедно, нели, и да го правиш тоа сосема безбедно, треба да ете ги знаеш и ти на некој начин и тие правила, но и да се почитува тоа, како и во секој спорт, така и во параглайдингот. Ќе се навратиме и повторно на параглайдингот, да се разбира паралелно со овие активности или програма која што ја најавуваме за Winning Крушева. Одличен начин да се започне месец јули и веројатно како се ближи времето за почетокот, веројатно и возбудата расте. Во однос на останатата програма, бидејќи активностите физички, но и забавата, музиката и дружбата се разбира составен дел. Каква ќе биде организацијата во тој дел оваа година? Еве малку повеќе за програмата во однос на термини, на каде би можело да се дополнително информираат. Така. Значи, за Winning Крушево имаме моментално активна кампања на социјалните медиуми Facebook, Instagram. Може да напишат Winning Крушево, веднаш ќе не најдат. Исто така имаме и наша веб страна winningkrushevo.com.mk каде што се детално опишани сите активности и од каде можат да купат карта. Карта можат да купат од МК Тикетс, продажните места на МК Тикетс. А оваа година имаме бројни активности, ќе пробам да ги набројам сите, Ке да има тука поддршка ние. за да оние кои што сакаат да учествуваат на Winning Крушево да бидат запознаени околу тој дел. Значи фестивалот започнува на 3 јули, каде што имаме пријавување на учесниците и сместување во камп зоната. Ова година имаме исто така кампинг на Крушевското езеро, каде што има една прекрасна чилаут зона каде што сите можат да уживаат во тој дел, оние љубеници на кампингот, оние кои што не сакаат да кампуваат нормално ги имаат прекрасниот крушевски смештај кој што нуди бројни сместувања и веќе вечерта започнуваме со концертни вечери, така што на 3 вечерта ги имаме Семпре, диџеите од Македонија, сега популарни, и Дарко Гроздановски и еден локален наш диџеј Хуго. Додека во сабота веќе започнуваат сите активности, како што се хајкингот, планинарска тура, имаме крос-кантри трка на ауто на Станич, каде што ќе се одржува за бесплатно за сите оние кои што сакаат да го искусат и тој адреналински спорт. Дополнително имаме јога на Крушевското езеро, имаме јавање на кони. Јога не знам дали во минатото сте имале? Имавме неколку пати, да, со Искра имаме јога. Исто така имаме јавање на коњи, параглайдингот како што го кажавме, имаме адреналински парк исто така на ауто на Станич каде што има голем број на адреналински активности. Субдаските ги имаме на Крушевското езеро и ова година по трет пат имаме пукање со ласерски пушки. Тоа е промоција на биатлонот, бидејќи Крушево е познато по спортот биатлон. Така што во сабота имаме, можам да кажам, бројни спортски активности каде што секој може да проба и да учествува на дел од нив. И веќе вечерта го имаме концертот кој што со нетрпение го очекуваме на Ареја оваа година, бидејќи ни е јубилеј 10 години, ги избравме нив. И група каде што мислам дека можат да уживаат и помладите и постарите генерации. Ги имаме The After после нив, а на самото отворање го имаме диџеј Тоцили, исто така наш локален диџеј.
И веќе во недела го имаме нашиот, да кажам, многу сакан инклузивен настан, каде што ги поддржуваме лицата со атипичен развој, меѓутоа не сакаме тој дел да биде како посветен само на нив, бидејќи како да ги одделуваме од останатите, затоа тој настан ќе биде заеднички и ќе биде инклузивен настан, ќе биде и еко настан, каде што ќе присуствуваат крушевските ученици на самиот настан, односно нашата цел е да биде дополнително и едукативен настан за да ја зголемиме свесноста за екологијата во нашата држава. И дополнително го имаме Денис Космонаутко, кој што ќе ги забавува сите дечиња тука и ќе имаме дополнително детски игри и дегустација на крушевска локална храна, но и на крај после тоа ги имаме посетата на крушевските музеи и знаменитости, кои што секој учесник бесплатно може да ги посети. Само погледнете ги фотографиите, всушност за тројца од вас кои што ќе се јавите на телефонскиот број на Телма, режија може да го оставиме телефонскиот број. Всушност ќе имате билети за викендот кој што ни предстои од 3 до 5 јули на почетокот на месец јули, така што на 02 со префикс 3070 ве очекуваме да ни се јавите и секако како и минатата година кога имаше врвулица на телефонската слушалка и оваа година да уживате во Крушево. Очекувано за интересот и веројатно ние први тројца кои што ќе се јават и ќе не добијат, ќе имаат таа среќа и можност како и сите кои се подготвуваат може да се набават билети онака како што и спомена Димитар. Би споменале уште еднаш дека со секоја купена влезница која што ќе имате за кога во Крушево се донираат средства за поддршка на социјални токму радливи категории во Крушево. Претпоставам дека и ова ја прави разликата помеѓу фестивал и едно општествено движење, заеднички за да може да се придонесе конкретно да се направи донација, хуманитарно да се донираат средствата. Па да, идејата на фестивалот не е само промоција на нашиот град, бидејќи со Winning Крушево ние многу мина ќе кажат дека правиме промоција за 3 дена, меѓутоа ние правиме промоција за целата година, каде што градот генерално апсолутно се служува. Секој оној кој што ќе слушне за сите активности кои што нашиот град ги нуди, може да ги поседи во било кој период на годината и со самото тоа знае веќе што му нуди нашиот град. Јас ви кажав дека во една прилика, бидејќи 10-то јубилејно издание на Кога во Крушево, на Ивана испоменав дека јас не знав дека Крушево поседува на таа надморска височина езеро. Нели секој пат централно тука. Многу мина тоа не го знаат, езерото е на времето прекрасно место каде што секој може да учествува. Но и дополнително идејата е да зголемиме некаква свесност и да придонесеме во смисла да ја зголемиме свесноста за екологијата, за почитувањето на ранливите категории, кои што за нас е, можам да кажам, приоритет. Одлично. Да ги вклучиме нашите пријатели утринава кои ќе патува во Крушево, кои ќе ужива со, како рековме, природа, музика, животен стил, параглайдинг, планинарење, велосипедизам, екоедукација, јавање и така натаму и така натаму. Навистина богата програма и исполнет викенд, а ќе видиме кој ќе го добие првиот билет. Добро утро. Добро утро. Добро утро, убаво утро. Убаво утро ви посакуваме, со кого се дружиме? На линија е Христо од Крушево. Христо од Крушево. Христо од Крушево, значи со граѓанин на Димитар и на Петар. Да. Со граѓанин и добар пријател нивни. Супер. Христо, тоа значи дека поддршка вие од тоа значи дека сте биле досега на минатите изданија? На сите досегашни, вклучувајќи го и последно во јубилејно 10-то се надеваме да бидиме. Одлично, добро. Значи, Супер. билете туди во вистински раце, ќе ви посакаме да се поминете убаво време и се разбира да го заокружите тоа тој 10-ти пат или во ова јубилејно издание на Winning Крушево. Да. Доколку не ви е проблем, само оставете контакт на колегите од режија и билетите ќе појдат во ваши раце. Христо, ви благодариме што се вклучувате директно и што сте поддршка на... И добро и што успеа Христо да не добие, нели? Прекрасна прилика, да, прекрасна прилика, коинциденција. Имаме уште 2 билети за оние кои што ќе ни се јавите на телефонскиот број на Телма телевизија, а инаку кога ќе се спомене всушност и Winning Крушево, забележуваме на неверојатна конзистентност и традиција. Препоставам дека годинава повторно ќе биде посетен Свето Преображение, тие планинарските тури кои што се, нели,
секој пат пулсира и битисува секој кој што ќе го посети Крушево во духот на Тоша, некако тоа не е задолжителна можеби нели рута или артерија која што Така, неизбежно. неизбежно Да, така. неизбежна, бидејќи пак како што кажав, идејата е да вклучиме буквално сите убавини на Крушево и нормално токму и Свето Преображение е делот, односно стартната точка на планинарската тура каде што започнува и се оди до врвот Мусица, една релативно лесна планинарска тура со неголема висинска разлика да можете да учествува секој некој што е психофизички здрав и со должина од околу 12 на километри во двата правци. Мислам дека тоа е едно уникатно и убаво доживување и уживање во крушевската природа, а дополнително за оние љубениците на велосипедизмот, Петар е задолжен за тој дел каде што се правиме и планинарска тура. Да, може и тоа да го тура и со објасниме. планинарски точаци. Таа е некаде со вкупна должина од околу 40 км. Исто стартната точка од спомен куќата на Тоше Проески. Поминува покрај манастирот Преображение, се оди исто во близина на врвот Мусица, што е највисок врв на Крушево и се враќаме назад. Некаде има висинска разлика од околу 1000 метри и така со некој средно тежок карактер. Да, и сега од овие активности кои што ги има и ги имало во именатите изданија, ако можеме да се навратиме наназад и да дадеме некој впечаток, што е оно кое предизвикува најголем интерес кај овие активности на отворено? Има ли нешто така или се секоја година различно? Различни групи на луѓе, различни интереси. Некој го воодушевуваат јавање на коњи, некој го воодушевува параглайдинг, некој самата планинарска тура. Некој ужива во гастрономијата. Не како доминира параглайдингот, бидејќи е најтешко достапен кај нас, но и малку е тешко да се погодат и условите. Некојаш на фестивалот не можат сите да летаат, а има голем интерес. Така е, да. И ја споменавме детските посетители, односно дечињата. Тие веројатно се заинтересирани секогаш за се, но и тука препоставувам дека во однос на тие активности има, да речем, одредени правила или начин како може, или само во тие детски активности да може да учествуваат или таа детска игра која што е организирана? Па детската игра е во склоп на инклузивниот настан, каде што се организирани бројни детски игри на самиот ден, тоа во недела на 7 јули, на местноста Гумења, односно во близина на спомен куќата на Тоше Проески, каде што нормално сите дечиња може да присуствуваат и учествуваат, нормално оние помалите во придружба на родител, каде што навистина ќе биде забавно, интересно, имаме предвидено бројни активности и бројни изненадувања за самите дечиња. Да. За оние кои што ни се вклучуваат, можеби сега говоревме и за полетувалиштата, односно Мечкин Камен е можеби на главните точки кога исто така ќе го споменеме Крушево, Пелагонија и планините од птичја перспектива, дали неизбежно почнува поинаку да се гледа некој пат од собствените проблеми кога се лета од оваа точка, и би сакал да најавиме, Петар, дека во пресред сме кога ќе се најават нови 2 полетувалишта во овој период. Во моментот се работи на двете за да се создаде простор за соодветни с големи капацитетот на број на пилоти што може да полетаат во секој момент и да се подобри безбедноста. Мислам, таа е во моментот на многу високо ниво, меѓутоа колку што се може да се намали ризикот за потенцијални проблеми при самите полетувања. Почнувајќи некаде од средина на јули, има некои 6 до 7 надпревари, меѓу кои европско првенство во параглайдинг во Македонија, каде што имаме наши македонски репрезентативци, кои што се во страшно добра форма. Моментално Македонија има топ 4 пилоти на светот, топ 20 се наши. Браво. Значи, кои што имаат страшно добри резултати и очекуваме годинава медал. Веројатно и злато. Да, а ние ќе очекуваме да ги поканиме. Како не? Со оглед на тоа што навистина заслужува тоа внимание, веројатно малку поголема афирмираност, односно експонирање, заради тоа што тоа е за поздрав и тоа е навистина успех. Туристите кои што доаѓаат од надвор исто така може да се забележи
нивната импресија, претпоставувам, и од Крушево и од оно кое што Крушево го нуди, а особено за оние кои што се парагледаристи, што најчесто споделуваат туристите кои биле дел и од Венин Крушево, во што најмногу уживаат, претпоставувам покрај храната и дружбата, што е оно кое што ги фасцинира од самиот град. Целокупната близина на сите настани што може да се искусат. Значи во еден момент истиот човек, истиот посетител може да биде на езеро, да плива, да каjakари, за пола час може да планинари, за 15 минути после може да лета со параглайдер. Тоа е нешто што ретко каде во Македонија, па и во светски рамки може да го искуси за толку краток период. Целокупниот пакет. Дополнително мислам дека е фасцинантна и крушевската архитектура и култура, која што мислам дека дополнително и тоа многу се споделува. Затоа и оваа година со нашиот генерален спонзор направивме на апликација и кампања каде што секој учесник, тоа сега ексклузивно на вашата телевизија го изјавувам, се уште не е ни објавено, каде што секој учесник ќе има пристап до една апликација, каде што ќе ги открие тимпаноните на неколку крушевски куќи. Тимпанони се оние препознатливите крушевски куќи кои што имаат форма на триаголник во горниот дел, и секоја од тие десетина куќи се во Крушево има тимпанон, тоа е нацртан дел каде што има посебно значење за самата фамилија која што е изградила куќата. Одбележени какви можеби генерали и податоци? Така што секој учесник ќе има можност да открие најмалку 5 тимпанони на куќите и оние што ќе ги откријат ќе си добијат специјална награда. Од организаторите, односно од вас. Имено ќе потсетиме дека многу посетители велат дека Крушево е при посета се чувствуваат баш како дома, иако се таму првпат. Веројатно, можеби гостопримството е најскапоцената и најсилна туристичка валута која што не се купува со никакви пари, апропо за одржливиот туризам. Години говориме за жал екзодусот на не само Крушево, туку голем дел од помалите и поголеми градчиња низ земјава. Во моментот велат дека некои од нив и се враќаат повторно во Крушок. Вашето чувство како дел од Па можам да кажам дека крушевчани имаат една посебна топлина на тоа гостопримство и секој оној кој што ќе дојде во Крушево, мислам дека ја чувствува таа топлина на локалците и на оние луѓе кои што живеат таму. Мислам дека не постои човек кој ќе го прашате да не проба да ви помогне, каде да отидете, да ви даде сугестија каде да јадите, кој дел да го посетите. Во смисла, мислам дека тоа е на вистина завидно ниво во нашиот град, кој што можам да кажам дека и преовладува од сите градови во нашата држава. Нешто исто што е важно, сметам дека е добро да го споменеме, како што и кажавме, за да се одржи еден континуитет во однос на тоа што трае навистина 10 години, рековте се соочувате со предизвици во однос на самата организација и обстојување на фестивалот. А факт е дека кај нас и во Крушево, но и во останатите градови требаат вакви фестивали, се со цел да се истакнат убавините, да се направи една вака одлична организација и да се привлечат, како рековме, домашните посетители, така и странските туристи. Она што е исто важно е колку општината или државата го препознава тоа, и придонесува, колку ја дава поддршката и колку би требало веројатно да биде дел од истата, па и да се прошири. Значи да имаме концептот на фестивалот наш е направен не е самоодржлив, да мора да имаме некаква поддршка, бидејќи за да е самоодржлив треба навистина тоа да го работиш и да бидеш 365 дена во годината посветен на тоа. Но можам да кажам дека добиваме завидна поддршка од голем број на приватни компании кои што го поддржуваат нашиот ентузијазам. Најголем дел се и наши крушевчани кои што се успешни во крушевски компании. Крушевчани кои што живеат надвор од Крушево, но и нормално имаме многу голема поддршка од нашата општина Крушево. Еве веќе 10 години континуирано не забораваат и секоја што е позади нас.
За жал не добиваме поддршка од Министерството за култура веќе трета година поред, меѓутоа А претходно добивавте? Претходно добивме неколку пати. Се надеваме дека во иднина ќе ја добиеме, бидејќи нашиот фестивал навистина нуди можности што навистина можат сите да уживаат и е таков фестивал кој што може би уникатен во државата и мислам дека не постои ваков тип на фестивал. Со толку многу активности кои што ја поддржуваат културата и субкултурата, апсолутно мислам дека сум бил сведок, знаете и вие, може би 3-4 пати досега, случувајќи ги секако и активностите кои што ги најавуваме, мислам дека сте еден од оние еклатантни примери како може Крушево да биде. Да, и гледате колку активности има, мислам дека навистина е макотрпно да се одржат сите овие активности, концерти, истовремено, групи кои што без нормално и поддршка од самата држава. На крајот на разговорот, пред да ги поканиме сите оние кои што не следат и кои ќе имаат можности и ќе имаат слободен викенд на почеток на јули да дојдат, покрај тоа што се најавуваат високи температури, верувам дека тоа ќе биде едно вистинско освежување. Крушево малку веројатно, иако е топло, во лето сепак некоја температура пониска. Да, за некој степен, да, пониско, но еден свеж воздух и се разбира уживање во природа и ладни ноќи, да. Кампингот е вистина рај за спиење. Да, и да ги поканиме на сите тие убавини кои што ги овозможува Win in Крушево, само уште една, еве да речеме, порака до нашите гледачи, до оние кои што ќе сакаат да го изразат повеќе својот авантуристички дух и ќе сакаат да бидат дел од поголемиот дел активности. Кој има слободен викенд, кој не му се чека на грчка граница, кој сака адреналин, нека повели Крушево. Да. Со оглед на тоа што најавивме утрово дека е в зони дополнителни, ма сега предизвик со громот. Да, во Крушево ги немаме тие бариери, значи секој оној кој што сака адреналин, сака уживање, сака чист воздух, сака планински свеж воздух, може да не посети, нормално имено и да учествува на бесплатни концерти во нашиот град. Именно кога светот зборува за американците велат experience туризам или туризам за доживување, и пред некој ден имаше дека Скопје исто така се наоѓа на престижна платформа како дестинација за соло патници или туристи. И јас би рекол, дали тандемски, дали семено, Крушево знае да биде и многу добро соло патување, така што ќе ги поканиме сите во која и категорија да се наоѓаат, да доживеат еден туризам на доживување, бидејќи вие практично, што велите, го исцрпувате сиот потенцијал по позитивна конотација, се што може. Од гастрономија па до параглайдинг, до јавање на коњи и најважно музика, кампинг, се во едно направено за овие 3 дена. Од 3 до 5 јули билети ги неку каде може да се набават? Билети на продажните места на МК Тикетс. На МК Тикетс, каде што всушност ќе потсетиме, правите и директна донација. Така и објаснато е дека со цена од 800 денари добиваат уникатна маичка од Win in Крушево, пакет производи од нашите спонзори, донираат 100 денари, имаат бесплатни музеи, имаат бесплатни активности, имаат повластени цени за параглайдинг, за кајак, за јавање на коњи и нормално добиваат бесплатни концерти каде што навистина ќе бидат уживање, бидејќи Арија се за прв пат во нашиот регион, во Крушево и Крушевскиот регион, и мислам дека сите ќе уживаат кои што ќе дојдат во нашиот град. Несомнено дека ќе биде така. Ви благодариме за гостувањето утрово, што имавме можност да го представиме овогодишното издание на фестивалот. Честит јубилеј и уште многу години постоење и многу посетители. Ви благодариме на поддршката која искрено ни ја давате секоја година. Во секое време. Во секое време и само да прашаме следен лет каде е? Крушево. Само Крушево? А не те прашаме, дали и други некои дестинации? Да, Попова шапка, Галичица во Македонија. Имаме добри дечки во Виница што организираат секоја година надпревар, што се исто така за пофалба. За сите кои што сакате да го победите стравот, таму ќе бидеш ти присутен сите 3 дена. Слободно нека ме контактира. Да. Ивана? Одлично ќе биде тоа, сега за сега. Воздржане сега за сега. Не може да е на трамагипа. Така е, да, но верувам има многу кои што дошло до тој момент да пробаат и да го победат стравот, како и да е на вистинско уживање. Ќе ги очекува сите кои ќе отидат.